Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. После подолго време во Тетовско нема евидентирано починати пациенти за период од 24 часа. Уредување на кеј и шеталиште од 1,6 км покрај река Пена. Инвестиција вредна 23 милиони денари. Долга листата на чекање во гостеварските градинки. Потребите не се задоволуваат ниту со проширување на групите. После подолго време во Тетовско нема евидентирано починати пациенти. Иако состојбата се стабилизира, што според докторите се должи на зголемувањето на интересот за вакцинација, сепак на клиничката болница се уште има 86 пациенти со COVID-19, кои се со потешка клиничка слика. И неделниот извештај на Институтот за јавно здравје покажува пат на бројките на новозаразени и починати на целата територија на земјава. Без починати пациенти е денешната ковид статистика за клиничката болница во Тетово за изминатите 24 часа. Во регионот во кој претходните 3 недели секојдневно имаше смртни случаи, започнува стабилизација на пандемијата, но сепак состојбата е се уште критична, затоа што во ковид центарот се хоспитализирани 80 на пациенти кои се со потешка клиничка слика. После 3 недели конечно бројот е 0 на починати. Но сепак нашите хоспитализирани, кои се 86, се сите во тешка форма на болеста. Се надеваме дека и тие ќе го преброат овој вирус. Пак апелираме за вакцинација, затоа што со покачување на бројот на вакцинирани, еве доаѓаме и до помал број на инфекцирани. Вчера бројот на амбулантските прегледи беше некаде околу 143 пациенти кои сите дошле во блага форма на вирусот за контрола. Значи не доаѓаат во терминална фаза кога веќе и протоколите не можат да направат ништо. Затоа апелираме за сите да се вакцинираат, да пазат и да го победиме овој вирус. Во Тетово досега нема случаи на ковид во основните училишта, во Гостивар пак се регистрирани 2 позитивни професори, од вкупно 6 пријавени случаи во државава за периодот 5-6 септември, заедно со 2 средношколци од Штип и 2 основци од Штип и општина Карбинци. Токму поради лошата епидемиолошка состојба, средношколците од Полошко првите 2 недели учат онлайн, а Комисијата за заразни болести треба да одлучи како ќе продолжи наставата. Анализи прави и Тетовскиот кризен штаб. Идниот состанок ќе имаме наша анализа и според тоа ќе се обратиме до него. Се уште ја сметаме ситуацијата за сериозна, се додека например уште бројот на лица кои се лекуваат со терапија со кислород е меѓу 90 и 100 луѓе на ден. И неделниот извештај на Институтот за јавно здравје покажува дека бројките паѓаат и кај новозаболените и кај смртните случаи. Во периодот од 30 август до 5 септември регистрирани се 4623 новозаболени во 34 града низ државата, што е за 27% помалку споредено со неделата претходно. Највисока инциденца овој пат има Свети Николе со 335 заболени на 100.000 жители, а потоа е Скопје. Најмногу нови случаи се повторно граѓани над 60 години, 1379, но клучно е што има огромно намалување на бројките кај помладата популација. 43% кај лицата на возраст од 20 до 29 години и 35% кај возрастната група од 30 до 39 години. Минатата недела забележани се 36 реинфекции, што е двојно помалку од претходната недела. Во анализираниот период како последица на компликации од коронавирусот починаа 194 лица во 22 града низ државата, а најмногу се од Скопје 63. Во тек се работните активности за уредување на кејот покрај реката Пена. Шеталиштето ќе биде во должина од 1,6 км, а реализацијата на проектот изнесува 23 милиони денари.
Започнаа работните активности за изградба на шеталиштето покрај реката Пена во Тетово. Шеталиштето ќе биде во должина од 1,6 километри, а проектот е финансиран од ТАФ Македонија во вредност од 23 милиони денари. Денеска увид во градежните работи изврши градоначалничката на општина Тетово, Теута Арифи. Таа нагласи дека киот на реката Пена конечно ќе добие нов лик, а тетовци ќе добијат уште едно место за рекреација. Се работи за комплетна регулација, значи средување на кејот, за да има место за рекреација, значи нашите граѓани да можат да го употребат. Од значи индустријскиот булевард до млинот во Горна Чаршија се работи, значи ќе се работи комплетно осветлување, ќе има ново осветлување, патека за пешачење, 5 катчиња за рекреација, значи користење на кои може да ги користат децата и фактички една природно поврзување со патот на Бањиче, каде што и онака се користи за рекреација. Од тоа што бевме информирани од страна на компанијата, се работи добро, се работи интензивно и на време ќе бидат завршени работи. Реализацијата на овој проект се очекува да биде завршена во рок од околу 4 месеци. Инаку денеска исто така започна и работните активности за реконструкција на патот кон тетовското село Селце. Во градинките во Гостивар, согласно новите протоколи, згрижени се 261 дете. Листата на чекање е долга. Потребите не можат да се задоволат ниту откако владата одобри во проширувањето на групите. Интересот и потребите на родителите да ги носат децата во градинка во Гостивар остануваат поголеми од можностите. Овие установи поради ковид пандемијата од лани работат со скратен капацитет, а листата на чекање е долга. Нема услови да се примат сите дечиња, дури ни откако владата одобри проширување на сите групи до максимум 25 деца со исклучок на јасли. Примени се моментално од 1.6. 261 дете згрижени се во градинката, но тоа не значи дека сме решили актуелната состојба за чекање на листа. Листата на чекање повторно изнесува некаде над 150 дечиња. Жалам што ова бројка морам да ја соопштам, бидејќи се работи со намален капацитет и со посебни протоколи. Оние деца се згрижуваат кои што моментално двајца родители треба да бидат вработени со потврди од работодавецот и најмногу самохрани родители. Значи, тие се имаат предност во однос на другите. Доколку се ослободи место, во тој случај примаме оној кој што е на листа на чекање. Во однос на ковид состојбата, Бошковска информираше дека е пријавен еден случај со позитивна заболена, која според правилата оди во изолација, заедно со 10 деца кои биле во контакт со неа минатата недела. Во градинката се почитуваат повторно протоколите и мерките за заштита од COVID-19. Моменталната состојба здравствена на сите вработени е добра. Денес имаме само една заболена, со тоа што оди според протоколите во изолација, заедно со 10 дечиња кои што биле во контакт минатата недела со неа. Моментално вакцинирани се 73,7% од купниот персонал. Се мотивираат сите да се вакцинираат. Правилата за работа на градинките во пандемија предвидуваат задолжително мерење на температура при влез, често дезинфицирање и проветрување на просториите, високо ниво на лична хигиена, групите да не се мешаат, воспитувачките и негувателките задолжително да носат маска, оброците да се јадат во занималните и многу други. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски денеска информираше дека по вчерашните паѓања на електронската апликација за попис на населението проблемите се отстранети. Од ДЗС се извинија и на Македонски Телеком за изјавата дека проблемите се должеле на паѓањето на интернетот. По вчерашните паѓања на електронската апликација за попис на населението, проблемите се отстранети, истакна денеска директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Се работело за спорадични и локацијски изолирани проблеми при процесот на попишување на населението на терен. Државниот завод за статистика се извинува за лошо изнесената изјава дека проблемите се должат на паѓање на интернетот и јавно се извинува на Македонски Телеком АД за несреќно
дадената изјава што се должи на недостиг на точни информации, стои во соопштението на Државниот завод за статистика. Симовски денес излезе и со пресконференција за ова прашање. Моите информации се дека се прави апдейт на тоа што вчера се сработи и рестартирање на целокупниот процес за да се избегнат било какви багови кои што можеш да се створат со прекинување на работата во вчерашниот ден и дека немаме проблеми во однос на тој до сега. Денеска е трет ден од проведувањето на пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија. Одиме на терен, продолжуваме со оваа активност и се надеваме дека ќе ја завршиме до крајот на предвидениот рок. Работите и овдека во овој регион се одвиваат како што треба. Комплетирани се сите потребни учесници во пописот и она што значи регионални инструктори и она што значи попишувачи и од тој аспект немаме ни сега никаков проблем. Здравствената состојба исто така добра, се надевам дека така ќе остане до крајот на целиот овој период. Од ДЗС додаваат дека во тие 2-3 часа додека траеле техничките проблеми, биле попишани речиси 10.000 лица на целата територија на државата. До вчера, 6 септември до 20 часот, попишани биле 136.773 лица, односно 41.478 домаќинства и 59.953 станови. Во однос на само попишаните лица во странство, состојба до 7.9.2021 во 7 часот и 30 минути изнесуваат 191.890 попишани лица. 3 лица од гостиварски села не ги почитувале решенијата за изолација. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера полициски службеници на СВР Тетово во рамките на редовните контролни активности на лица со решенија за изолација, издадени од Државен санитарен и здравствен инспекторат, утврдиле дека 3 лица од гостиварските села Требиште и Лакавица, иако имале решенија за изолација и домашно лекување, не ги почитувале решенијата и не се наоѓале во нивните домови. Против овие лица ќе бидат изготвени соодветни поднесоци за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, согласно член 206 од Кривичниот законник. Ноќеска половина час по полноќ полициски службеници од Оделенијата за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 57-годишник од Долнореканско Требиште, кој се однесувал агресивно и физички ги нападнал, откако претходно го нарушил јавниот ред и мир во здравствениот дом Русе Бошковски во село Ростуше, каде болнички од COVID-19 се лекувала неговата сопруга. Се расчистува и документира случајот, пошто против инволвираниот ќе следува соодветен поднесок. Вчера околу 12 часот на улица Маршал Тито во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле 50-годишен тетовец, осуден на затворска казна за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Покусото за држување во полициската станица Тетово, тој бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово за издржување на казната. 45-годишникот Тетовско Милетино вчера во 14 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавил дека движејќи се со товарно моторно возило на патот Требош Тетово, физички бил нападнат од едно лице кое управувало трактор, а поради меѓусебни недоразбирања во сообраќајот се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 14 часот во СВР Тетово пријавен е пожар во атарот на тетовското село Пршовце. Горела сува трева и 35 стебла од насад со лешници. Со интервенција на тетовската територијална противпожарна единица, пожарот целосно е локализиран, а увид извршила екипа од СВР Тетово. Спроведени засилени акцијски контроли за брзина на подрачјето на СВР Тетово. Санкционирани 30 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место. Вчера вечер од 20 до 24 часот на подрачјето на СВР Тетово на неколку пунктови, автопат Гостивар Тетово и магистрала Гостивар Кичево, спроведена е засилена акцијска контрола за брзина, во која биле откриени и законски санкционирани вкупно 30 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место, 11 во Тетово и 19 во Гостивар. Едно од пречекорувањата во Гостивар било за над 70 км на час, 10 за 50 до 70 км
км на час, од кои 4 во Тетово и 6 во Гостивар, а другите 19, од кои 7 во Тетово и 12 во Гостивар, за 30 до 50 км на час. Покрај ова на два пункта во Тетово, на влезот и во централното градско подрачје и на улица 101 во Гостивар, со користење на ноќен радар откриени се и 35 пречекорувања на брзина, 27 во Тетово и 8 во Гостивар во населено место, од кои најголемиот број биле за 30 до 50 км, а санкционирани се и 8 други видови сообраќајни прекршоци. Вчера пак во периодот од 5 до 20 часот во засилена акцијска контрола, спроведена на поширокото гостиварско подрачје, биле откриени и санкционирани 14 возачи кои непрописно пристигнувале. На сите прекршители изготвени им се поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените санкции. Вчера исто така од 10 до 15 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акцијска контрола на мотоциклисти, во која вкупно биле санкционирани 8 прекршоци, 7 во Тетово и 1 во Гостивар. 7 од констатираните прекршоци, 6 во Тетово и 1 во Гостивар, се однесувале на некористење на заштитна кацига, а 1 во Тетово на истечена осигурителна полиса. При контролата исто така биле санкционирани и 34 други видови прекршоци, 12 во Тетово и 22 во Гостивар. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.